Денеска православната црква ги празнува светиот маченик Талалеј и светиот маченик Аскалон. Светиот маченик Талалеј родум е од Либан од таткове Руки и мајка Ромилија. 18 годишно момче, лично по изглед и телесен раст, со жолто-црвена коса, по занимање лекар, пострадал за Христа во времето на царувањето на Нумерии, кога храбро ја исповедал својата вера во Христа Господа пред судијата мачител, овој им наредил на двајцата джелати Александар и Астерий со сврдел да му ги извртат колената, да провнат врвка низ продупчените коски и да го обесат на дрво. Но на джелатите некоја невидлива сила Божја како да им го одзела видот, та наместо Талалеја тие издупчиле една штица и ја обесиле на дрвото. Кога ова го дознал мачителот, помислил дека джелатите тоа намерно го сториле, па наредил да ги удираат. Тогаш Александар и Астерий при удирањето повикале: "Жив ни Господ, од сега и ние постануваме христијани. Веруваме во Христа и страдаме за Него." Како го слушнал ова мачителот, та наредил и со меч ги исекле. Тогаш самиот мачител го зел сврделот за сам да му ги продупчи колената на Талалеј, но му се фатиле рацете и тој се молел Талалеј да го спаси, што незлобивиот Христов маченик со молитва и го направил. Потоа бил фрлен во вода, но се јавил жив пред мачителот. Бидејќи во себе Талалеј го молел Бога да не умре веднаш, туку да му се продолжат магите. Кога бил фрлен пред зверови, зверовите му ги лижеле нозете и се умилкувале околу него. Најпосле било безглавен со меч и се преселил во вечниот живот во 284 година. Спаси Святому Духу.
volivi spasenija našego radi, voplotiti sja od svjatija Bogorodici i prisno Devi Mariji, nepreložno voče loveći visja, raspnisjaže Hriste Bože, smrtiju smrt popravi, edin si svjatija Trojici, sproslavljajem i Otcu i Svjatomu Duhu, spasi Светиот маченик Аскалон пострадал во Антиној египетски град во времето на Диоклецијан, бил биен, стружен, со свеќи нагоруван, но останал до крајот непоколебан во верата. Кога мачителот Аријан се провозувал со лагја преку Нил, Аскалон со молитва ја сопрел лагјата на средина на реката и не ѝ дозволил да се помрне додека Аријан не напишал дека верува во Христа како во единствен и семоќен Бог. Но припишувајќи го тоа чудо на магиска вештина на Аскалон, мачителот заборавил што напишал и продолжил да го мачи Божиот човек и понатаму. Најпосле на Аскалона му врзале камен за вратот и го фрлиле во реката Нил. Третиот ден христијаните го нашле телото на Аскалон на брегот заедно со каменот на вратот, како што пред смртта светиот маченик им прорекол, и чесно го погребале во 287 година. Со него пострадал и светиот маченик Леонид, а нивниот мачител Аријан подоцна се покајал, поверувал во Христа од се срце и јавно почнал да ја искажува својата вера пред незнабожците. Тогаш незнабожците и него го убиле, па и Аријан, некогашниот мачител на христијаните, се удостоил со маченички венец за Христа. Dostojno est Jakovo istinu, blažiti tja Bogorodicu, prisno blaženuju i Tebe
vi